Добродојдовте во урбаните вести на Прва Скопска. Со вестите започнуваме веднаш по генералната најава. Сообраќајна несреќа на рекорд. Повредените се спасени благодарение на првата помош од минувачите. Заштедите од тендерските постапки ќе се искористат за реконструкција на многу улици во Скопје. После 50 години, основното училиште Братство Единство во Средно Коњари ќе добие спортска сала. Турнир во мал фудбал, дел од одбележувањето на денот на општина Ѓорче Петров. Во центарот на Скопје на рекорд денеска се случи катастрофална сообраќајна несреќа. Благодарение на укажаната прва помош спасени беа сите 6 повредени. Ова е сценариото на вежбата организирана од Црвениот крст, чија тема беше првата помош, прв одговор при сообраќајни несреќи. Во центарот на Скопје на рекорд денеска се случи страшна сообраќајна несреќа, во која учествуваа 2 возила и велосипедист, а 6 лица беа повредени. За среќа, не станува збор за вистинска несреќа, туку за симулацијска показна вежба на Црвениот крст. Вежбата, како што информираше секретарот на Црвениот крст Сузана Тунева-Пауновска, се организира со цел да се одбележи 8 септември, светскиот ден по прва помош. Оваа година темата на светскиот ден за прва помош е прв одговор при сообраќајни несреќи. Затоа, од Црвениот крст апелираат за подигнување на јавната свест за сообраќајните несреќи и повреди. Луѓето од сите возрасти да научат прва помош, за да имаат вештини и самодоверба да ги препознаат и соодветно да реагираат при итните ситуации во случај на несреќа. За жал, како што информира Тунева Пауновска, изминативе години паднал интересот за стекнување знаења по прва помош. Мислам дека во изминатите неколку години можеме да зборуваме за еден пат во интересот на граѓаните да имаат обнова на нивните знаења за првата помош, а исто така и на еден поинаков и полесен начин сакаме да стигнеме до тие лиценци. Напротив, сметаме дека ние во Црвениот крст сметаме дека првата помош е нешто што треба секој човек да го знае, пред се да сопре крварење, да го сврти повредениот настранично, потоа да повика брза помош и да го обезбеди местото околу самиот настан на сообраќајната незгода. Со сите тие 4 чекори ние правиме многу за да потоа стручните лица од брзата медицинска помош го направат тоа што треба да го направат за спасување на човечкиот живот. Прва помош се полага во Црвениот крст на град Скопје и во општинските организации на Црвениот крст. Иако е задолжителен испит при добивање возачка дозвола, многумина го занемаруваат несвесни за важноста која има при спасување повреден во сообраќајна несреќа. Секретарот на Црвениот крст апелира до граѓаните не само да се стекнат сознања за прва помош, туку и да ги обноват подзаборавените вештини. Многу малку граѓани сакаат да дојдат и да ги обноват знаењата за прва помош. Сите ние мислиме дека со добивање на возачката дозвола и со еднаш поминување курс за обука по прва помош знаеме се, меѓутоа напротив, мислам дека тоа треба да биде обврска за сите нас. Црвениот крст на град Скопје, општинските организации во Скопје и надвор од Скопје се отворени за сите оние кои што сакаат на вистина првата помош да биде дел од нивната дневна агенда на живење. Заради тоа што на вистина сметам дека едно социјално одговорно лице е тоа лице кое што на вистина сака да биде комплетно образувано, а во тој дел на образованието спаѓа и одавање на прва помош. Вежбата Црвениот крст на град Скопје ја организираше во соработка со МВР и СВР Скопје, а учествуваа сите општински организации од Скопје, стручната служба на Црвен крст на град Скопје, 30 волонтери од тимот за одговор при катастрофи, како и мобилни тимови на Црвениот крст. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов на брифинг со новинарите ги наведе разликите во цената за изградба на инфраструктурни проекти на град Скопје меѓу претходната и сегашната локална власт. Овие средства се сметаат како заштеда и можат да бидат искористени за реконструкција на повеќе улици. Град Скопје ги објави првите тендери за некои градежни работи. На брифинг со новинарите, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов ги наведе разликите во цената за изградба на поголеми инфраструктурни проекти меѓу претходната и сегашната локална власт. Пример изградбата на булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Во првата фаза чинел околу 136 милиони денари, додека во втората фаза чинел околу 106 милиони денари. Тоа значи дека разликата во цената е приближно 2
22% поевтино. Шилегов ја наведе разликата и за булеварот Партизански одреди, каде се забележува истата разлика. Тендерските постапки за велосипедските патеки во 2017 година исто биле поскапи, во споредба со 2018 година, додаде градоначалникот Шилегов. Истиот пример е и со обезбедувањето на средните училишта. Предходните години тендерските постапки чинеле многу повеќе за разлика од сега. Во 2017 година обезбедувањето на училиштата чинело околу 11,5 милиони денари, а во 2018 чини околу 6,5 милиони денари. Градоначалникот Шилегов рече дека ваквите разлики се сметаат како заштеда, така што може да помогнат во планирањето на буџетот за 2019 година или може да се наменат за реконструкција на повеќе улици низ градот кои не биле планирани. Во однос на реконструкцијата на улиците за следната година, Шилегов рече дека полека се подготвува планот, а во него е ставена и улицата Благоја Стефковски во Маџари, како и дел од Партизанска. Во однос на идните проекти на град Скопје, градоначалникот Шилегов рече дека се подготвуваат неколку големи тендери за кои граѓаните ќе бидат информирани во наредниот период. После 50 години основното училиште Братство Единство во Средно Коњари ќе добие спортска сала која им е неопходна на учениците, кои досега часот по физичко образование го одржувале надвор. Денеска започна изградбата на салата и истата ќе биде завршена и предадена во употреба во мај следната година. Во основното училиште Братство Единство во Средно Коњари започна изградбата на спортска сала која им беше неопходна на учениците. Средствата потребни за изградба на салата се во висина од 180.000 евра, од кои 100.000 евра се обезбедени од буџетот на општината, а 80.000 евра ќе бидат обезбедени од Министерството за образование. Како што изјави градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски, се очекува до крајот на оваа година да биде изградена карабината на салата, а целиот објект комплетно да биде завршен и предаден во употреба до мај следната година. Започнаме со изградба на спортска сала во населеното место Средно Коњари, во основното училиште Братство и Единство. Очекувам некаде до крајот на нова година затворена карабина на салата да биде завршена и после нова година продолжуваме со градежните активности со цел, значи целата сала да биде направена. Очекувам некаде до мај до година да имаме и свечено отварање на салата. Директорот на училиштето Сали Бузаки рече дека трагично е тоа што 50 години учениците немале спортска сала и што часот по физичко го одржувале надвор. Според него салата освен за физичко ќе се користи и за други спортски активности. Почнаме со изградба на нова физкултурна сала каде што можеби е трагично и комично да се каже, но ова училиште еве 50 години кога излезна првата генерација што завршила 8 летка. Значи, после 50 години успеавме, благодарение на градоначалникот на општина Петровец, господинот Борче Митевски, да обезбедиме половина од средствата, каде што целата зграда кошта, како што рече градоначалникот, 180.000 евра. 50 години можете вие да замислите како да се држал часот по физичко образование. Значи, на отворено небо, ветрови, сонце, прашина, не знам што. Значи, и јас, како ученик од ова училиште и како вработен во училиште, значи сонував цело време како да изградиме еден светуна сала. Градоначалникот Митевски посочи дека отворена е постапка за изградба на мини спортска сала и во Катланово и се очекува дека за еден месец треба да започне изградбата. Освен овие две спортски сали, во Средно Коњари и Катланово, спортска сала ќе се гради и во училиштето во Огњанци. Како општина гледаме да излеземе на сите училишта во пресет, не останува уште едно училиште, тоа е училиште Кочо, подрачното училиште Кочо Рацин во Огњанци и таму немаме спортска сала. Со изградба на овие две спортски сали, значи ќе отвориме постапка, планот ни е веќе направен, ќе отвориме постапка за изградба на спортска сала и во населеното место Огњанци. Како дел од активностите за одбележување на денот на општината и во состав на манифестацијата Звуци на културата во населеното место Даме Груев започна традиционалниот турнир во мал фудбал. Покрај турнирот во периодот што следува ќе бидат одржани голем број на спортски и културни настани.
Со стартот на традиционалниот фудбалски турнир ГГ Куп, вчера започнаа повеќедневните активности за одбележување на Денот на општината 20 септември. Турнирот, кој од 2001 година секоја година се одржува во месец септември и привлекува голем интерес како од спортските екипи, така и од посетителите. Повторно се враќа на игралиштето во населба Даме Груев, откако пред 7 години беше дислоциран на игралиште во Ѓорче Петров. Како што соопшти градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски, задоволството од враќањето на старото име и локација на турнирот се забележува и по бројот на пријавени екипи. На турнирот ќе учествуваат 34 екипи, а надпреварите ќе ги судат судии распоредени од Фудбалската федерација на Македонија. Навистина овој турнир имаше еден белег на самата населба, со што се потврдува и со огромното присуство на пријава на екипи. Ако минатата година имало 23 екипи, годинава имаме 34 и дополнително 20 екипи. Ја длабоко се извинувам на луѓето што се пријавија, меѓутоа не можеме, бидејќи навистина временски не можеше да се одржи турнирот, со што со самото тоа се дава една тежина на турнирот, пријавени се многу квалитетни екипи и цениме дека граѓаните во населба Даме Груев во периодот што престои ќе имаат навистина можност за дружење и другарување со преку фудбалот. Спомнавте дека има голем интерес, дали се должи на наградниот фонд или на традицијата? Што е интересно, наградниот фонд е скратен за разлика од минатата година, значи сепак се работи за традиција. Се работи за луѓе кои што навистина пред тоа беа револтирани, бидејќи неправедно беше однесен на друго место турнирот, беше изменето името, така да ние го вративме на местото каде што му припаѓа и тоа е желбата на самите организатори да анимираат на поголем број на граѓани. Спортот во општина Ѓорче Петров добива континуирана поддршка. Доказ за тоа е и влегувањето во првата фудбалска лига на клубот Македонија Ѓорче Петров. Покрај фудбалот, Наумовски најави финансиска и логистичка поддршка со цел развивање и на останатите спортови. Ние како општина Ѓорче Петров во периодот што измина и што следи, силно го поддржуваме спортот. Со самото тоа што финансиски помогнавме за Македонија Ѓорче Петров во втората лига да се врати во прва лига, ни дава еден дополнителен елан за продолжиме да вложуваме не само во фудбалот, туку и се формираат и нови кошаркарски клубови, веќе имаме и ракометен клуб кој што се натпреварува во женска лига, машкиот ракометен клуб Ѓорче Петров веќе пријави екипа после долго време во втора лига, силно вложуваме во индивидуалните спортови, во нашите таленти во Ѓорче Петров и тоа ќе го правам во целиот мој мандат. Парите што ми стојат мене на располагање како градоначалник за репрезентација, сите да ги поделиме за поддршка на млади спортисти и за други ранливи категории на граѓани. Фудбалскиот турнир ГГ Куп ќе се одржува секој ден се до 23 септември, за кога се закажани финалните надпревари. Во општина Киселовода во тек е акција за чистење во која се опфатени улиците, тревните површини и парковите. Во четврток и петок акцијата ќе се одвива во населбата и село Драчево. Акцијата започна минатата недела во населбите Црниче и Пржино. Во општина Киселовода во рамки на акцијата за чистење на тревните површини, парковите и улиците, досега се собрани околу 10 тони смет и кабаст отпад. Сезонските работници денеска во местната зедница подстаница вршат целосно расчистување на сметот, а во исто време го собираат и кабастиот отпад одложен на локации во оваа местна зедница. Со овие активности опфатено и чистење на Црниот канал. Покрај ова се косат нараснатите тревни површини, а се кастрат и гранките на дрвјата, информираат од општина Киселовода. Акцијата за чистење на територија на Киселовода ќе продолжи да се одвива в четврток и петок во населба и село Драчево. Од општината апелираат до сите граѓани за совесно однесување и почитување на законот за јавна чистота, како би придонеле за поздрава и почиста животна средина. Акцијата започна минатата недела во населбите Црниче и Пржино. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов денеска го искажа својот став во врска со генетски модифицираната храна. Тој вели дека од генетски модифицираните организми регистрирани во светски рамки досега не е евидентиран ниту еден штетен случај врз здравјето на луѓето.
Од генетски модифицираните организми регистрирани во светски рамки, досега не е евидентиран ниту еден штетен случај врз здравието на луѓето, рече денеска директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов. По трибината на оваа тема во Стопанската комора на Македонија, професорот Среќко Ѓорѓиевски од Факултетот за земјоделски науки и храна напомена дека се докажани поголеми штетни влијанија од употребата на хормоните и микотоксините, отколку од генетски модифицираната храна. Поред него, засега не се констатирани генетски модифицирани производи со штетно влијание во исхраната на животните. Противници на овој тип храна има, но над 95% од анализите покажуваат дека животните хранети со генетски модифицирани продукти не прават проблем. Се уште нема студија која може научно да докаже дека генетски модифицираната храна е штетна, но институциите секако мора да воведат строга контрола, за да нема измама на потрошувачите, зашто целата приказна е тоа, рече професорот. Во Македонија засега само на Факултетот за ветеринарна медицина се прави скрининг за ГМО, иако има уште една лабораторија што може да утврди квантификација. Домашните потрошувачи бараат подобро информирање и регулирање на областа, како и уредување на законската регулатива, додека стопанството е за усогласување со ЕУ легислативата, која строго предвидува, пред да се одобрат и пуштат во употреба ГМО, да се направат детални испитувања за евентуалните штетни последици по здравието на луѓето. Агенцијата за храна и ветеринарство достави предлог правилник до владата со измени на регулативата според европската, но се уште, како што информира Атанасов, се чекаат мислењата од надлежните. Директорот е дециден дека институциите се способни да гарантираат безбедност на храната. Четврток и петок во градскиот парк кај школка ќе бидат прикажани два филма под отворено небо. Станува збор за филмовите Ирационален човек од Вуди Ален и Големата убавина од Паоло Сорентино. Во рамките на септемвриското издание на концептот Градски летен парк се вклучува и фестивалот на европски филм Синедейс во организација на Младинскиот културен центар. Како најава за неговото 17-то издание, МКЦ повторно организира бесплатни филмски вечери преку кино на отворено. По летната пауза и по прикажувањето на Исцелител и Авек Ламор, на 13 септември ќе биде прикажан еден од најпознатите филмови од режисерот Вуди Ален, Ирационален човек. Следната вечер, во петок на 14 септември, на големото платно во градскиот парк ќе биде прикажан визуелно спектакуларниот филм Големата убавина од италијанскиот режисер Паоло Сорентино. Двете бесплатни филмски вечери во четврток и петок започнуваат во 20 часот во градскиот парк на школка. Граѓаните се почесто ги користат осигурителните услуги на компаниите за осигурување. Статистиката говори дека најмногу се купуваат полиси за здравствено осигурување, како и за каско и автоодговорност. Во првата половина од годинава, осигурителниот пазар забележал пораст од 6,36%, при што во последните 3 години е забележан највисок пораст во сегментот неживот, а сегментот живот забележа раст од 14,63%. Ова го наведува председателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, Климе Поповски, во интервју за МИА. Тој додава дека главни генератори на растот во секторот на неживот се порастот на автоодговорноста од 5,76%. Пораст, вели, има и кај каското од 3,72%. Имотното осигурување за прв пат во последните години има пораст од 5,46%. Поповски потенцира дека пораст од 131% е забележан и кај здравственото осигурување, особено кај приватното здравствено осигурување, кое во последните 3 години доживува вистинска експанзија. Односно, граѓаните се повеќе купуваат полиси за здравствено осигурување, бидејќи опсегот на ризиците што ги покриваат пакетите и продуктите што ги нудат, посебно за третман и лекување по приватните здравствени установи, се повеќе се препознава како голема придобивка за граѓаните. Зголемување има и кај патничкото осигурување за 9,27%. Во делот на животното осигурување, Поповски потенцира дека растот е понизок отколку претходните години, кога бројките беа околу 20 и оценува дека тоа е реален раст. Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност и со умерен до засилен северозападен ветер. Исто време не очекува и утре. Температурата ќе го достигне 29 степен.
Во четврток, петок и сабота ќе имаме топло време со температура до 30 степени. Ова беше последната информација за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.